Со засилена динамика продолжуваат да се изведуваат градежните зафати на автопатот Охрид-Кичево. За прв пат во Македонија, но и во поширокиот регион на оваа траса се применуваат напредни градежни решенија за стабилизација на теренот, со цел автопатот целосно да се доизгради и да се стави во функција како безбедно сообраќајно решение. Денеска увид во градежните активности извршија министерот за транспорт и врски Александар Николовски, директорот на државни патишта Коце Трајановски и пратеникот Ѓорги Сајковски. Главна артерија не само за спојување на Кичево со Охрид и Струга, туку и генерално за спојување на Скопје со Струга и Охрид се работи со одлична динамика и до февруари месец би требало целиот патен превој да е завршен, што многу ќе помогне додека не се пушти целиот автопат Охрид-Кичево побезбедно и побрзо да се патува, имајќи предвид дека патниот превој пресека беше во една навистина катастрофална состојба. Од формирањето на новата влада решени се вкупно 16 критични косини до трасата. Кај најголемиот дел од нив се применува метод на стабилизација со заштитни галерии, техника што досега не била користена во домашната ниту во регионалната патна инфраструктура. Како се изведуваат работите на два клучни проекти во овој дел, тоест асфалтирањето од пресека, значи од извор па се до Врбјани, и вториот дел на пролеće почне од Ботун околу 5 км, вкупно 15 км, така да со тоа сите оние кои што патуваат од Охрид и према Охрид ќе имаат еден навистина подобар и побезбеден пат на патување. Станато е огромно градилиште кое што веруваме дека набрзо ќе биде едно прекрасно патно решение за граѓаните од овој регион. Можам да порачам до граѓаните дека за брзо ќе имате патно решение, ќе имаме и побрз проток на стоки и услуги, ќе имаме развој на регионот. Автопатот се гради од 2014 година. По повеќе од една деценија тапкање во место со претходната влада на СДСМ и ДУИ, изголемување на предвидената инвестиција од 374 милиони евра на 598 милиони, изминативе 18 месеци по деблокирање на процесите, конечно над 50% од автопатот е пуштен во употреба.